2 август 2024 година, Иленден. Најпрво од моје лично име, од име на Центарот за управување со кризи и од име на Главниот штаб за управување со кризи, на сите македонски граѓани им го честитам нашиот голем национален празник Илинден. За жал, дури денес на Илинден, на територијата на државата, беснеат 9 пожари на отворено и шумски пожари. Пожарот, кој што може да се види зад мене, е пожарот на Осоговските планини, кој што беснее на територијата на општина Пробиштип во атарот на селото Зелинград. Бидејќи овој пожар се одвива на исклучително тешко пристапен терен и повеќе денови ни задава главоболка, иако действувавме во повеќе наврати со воздухоплови, действуваме и од земја, денес одлучивме да го нападнеме со концентриран број на хеликоптери. Во текот на утрово, но и во текот на остатокот од денот, овде ќе делуваме со 8 хеликоптери, и тоа 3 македонски, од кои што 2 армиски, 1 полициски, 1 српски, 2 унгарски, 1 словенички и 1 чешки хеликоптер. Наредниот тежок пожар го имаме пожарот на територијата на општина Македонски Брод, во атарот на селото Тажево и Брезница, кон Јасен, кој што се одвива неколку дена исто така на тешко пристапен терен. Овде утрово го испративме да действува полицискиот хеликоптер Ми-171, кој што користи големо ведро од безмалку 3 тона. Но исто така овде го упативме и тимот од Унгарија, кој што пристигна како помош од странство со ЕУ механизмот, составен од 46 искусни пожарникари, од кои што некои од нив користат специјални теренски возила со кои може да се пробијат на најтешко пристапните места. Исто така од земја гасат и 50 припадници на армијата со поддршка на 20 локални пожарникари, но и местно население. Во текот на денешниот ден се разгорува повторно и пожарот на Илинска планина. Там утрово испративме 3 ер-трактори, 1 македонски и 2 германски, но резултатот е доста слаб. На земја гасат локалните пожарникари, местно население, како и членови на ловечкото друштво од Охрид. На територијата на Пробиштип имаме уште еден пожар, каде што действуваат 35 припадници на армијата со локални пожарникари и со поддршка на локалното население. На територијата на општина Пластница пожарот е ставен под контрола, се работи на негово догаснување. На територијата на општина Пехчево пожарот кој што беше влезен во борова шума во текот на вчерашниот ден беше под целосна контрола, утрово исто така е под целосна контрола, се работи на догаснување на огнените точки внатре во самиот пожар. За жал, предмалку изби силен пожар на територијата на општина Охрид во атарот на село Косел, кој што има опасност да влезе во борова шума, поради што овде пренасочивме 1 хеликоптер. Исто така пожар изби и на територијата на градот Скопје, конкретно првиот е на територијата на општина Зелениково, а вториот е кај селото Љубанци. Планот кој што го изготвуваме за употреба на леталата, но и другата странска помош, но и домашните сили, бидејќи имаме ангажирано значителен број на професионални војници, пожарникари, местно население, е еластичен и го прилагодуваме на моменталната состојба. Тоа значи дека тој план во било кој момент може да биде променет. За жал, ова лето имавме рекорден број на пожари. Во текот на јули имавме дури 620 пожари на отворено и шумски пожари, од кои што 611 се изгаснати. Остануват уште 9 кои што се уште горат. Рекордот беше на 29 јули, кога имавме 66 пожари во еден ден. Вкупната помош од странство по ЕУ механизмот е 1 хеликоптер од Србија, 1 хеликоптер од Чешка, 1 хеликоптер од Словенија, 2 хеликоптери од Унгарија, 2 ер-трактори од Шведска и 2 ер-трактори од Германија. Исто така имаме и тим од 46 лица од Унгарија. На територијата на нашата држава имаме вкупно 102 лица како помош од странство. Голема благодарност до сите држави, до сите влади и народи кои што ни помагаат во овие тешки за нас моменти да се бориме и справиме со огнената стихија. Благодарност и до сите наши домашни храбри пилоти, храбри пожарникари, припадници на армија, полиција, припадници на Дирекција за заштита и спасување, национални шуми и сите граѓани и вклучително и доброволци кои што се појавија последните неколку дена, кои што помагат да се справиме со огнената стихија. За крај уште еднаш нека ни е честит Илинден, нашиот најголем национален празник.